Стадион, емисија за вашата вистина. Добро утро, добар ден, добро дојдовте во Стадион. Наш гостин, професор Александар Атанасовски. Професоре, вие сте историчар, ќе почнеме на почетокот малку да ги изнервираме, не да ги изнервираме, да ги вратиме во реалност, да ги мотивираме младите. Поентата ми е, имаат се подобри услови за живот, не го почитуваат тоа, па да ги вратиме како било некојаш, како се учело, како се станувало научник, како се завршувало факултет, како се магистрирало, како се докторирало. Да почнеме со ова. Вие како мал сте оделе по 20 километри секој ден за да стигнете до вашето училиште. Сте размислувале на оваа тема? Поготово некои од младите кои ќе ви кажат нешто, кои ќе се жалат. Они што повеќе имаат, толку помрзливи стануваат. Маката го кали човекот. Ние селските деца на некој начин бевме предодредени со мака да си го заработиш лебото од најмали нозе. Затоа и се прави тие многодетни семејства. Едно да ги пасе овците, друго говедата, трето свињите, после како растат да работи на нивата и така се минуваат. Иде тоа иде скалешто и затоа се по 7-8 деца. И тука себичност нема. Сите работеле по нешто, сите допринесувале. Јас се сеќам уште на 4 години јас сум бил со стоката. На 4 години? Уште на 4 години. Значи, нема тука, не можам или неќам. Сите по нешто мора да работат. Ти идеш да пуштиш вода во бавчата, значи маката не терало на тоа. Ти треба да произведеш за да имаш, посебно ако не си на државна работа. А која сте училе? Која сте имале време за... За учење. Немало струја, немало вода. Немаше. Водовод нема, од кладенец вода носевме. Ние 71 чешма донесовме до куќата, приватно си тамо, од 200 метри најдовме извор и тоа било. До новата куќа, до старата немаше. Ще зборуваме за Вратиславци Делчевска. Да. Ова со одењето пешки. На некога да му кажете сега, толку војниците не маршираат денеска. Значи од прво до четврто имавме само од прво до четврто во селото. Школа. Тоа како подрачно они викаат, од прво до четврто. Прво беше еден наставник, после едно време беа двајца, прво и трето, и второ и четврто. Така се групираше, а еден ги во исто училница. Оваа страна се прво одделение, оваа се трето. Прво предава пола час на прво одделение, па пола час на трето одделение. И ние во прво одделение слушавме истото што слушате и во трето одделение. И може би тоа и ни помогнало, после полесно ги совладувавме материјалите. Пошто ти од тоа ти доаѓа како комбинирана настава. Од второ па со четврто ги слушаш. И после кој ќе дојдеш четврто, ти веќе тие работи ги знаеш. Внимание на час сме имале и најмногу сум учел на час. Што кажал наставникот, јас сум го тоа меморирал. И по патот. Одиш по патот, домашното треба го напишеш по патот, посебно од 5 до 8. Ти одиш 9 километри еден правец, сабаља излегуваш 6-6,5, вечер се враќаш 5. Струја немаш, на ламба дома 7 деца, кога ти ќе седнеш да пишеш? Пешки, зимо, лето, снегови, волци. Нема. Од 5 до 8 не сум имал ни еден изостанок. Ни еден изостанок. 3 пати се десило да бидам сам во школото, да стигнам јас, ни најблиските до школото не дошле ради невремето, а јас сум стигнал. Татко ми еднаш ќе ме претепаше од ќотек. Јас да те мислам, ќе загинеш, а јас му се сокрив. Он оти да стави храна на стоката, јас се сокрив, избегав низ шумата и отидов на школа. А во школото нема никој, само служителот дошол, запалил едно ќумбе тамо во една училница, поседовме со него, се стоплив и ме испрати да си ода. И наставниците не дошли. Делчево го знаеме по името инаку Царево село, како било порано. Да, старото име е Царево село и во документи веќе 14 век е регистрирано како Царево село и Цареви води. Имало некои извори тука. Со кој цар е поврзано тоа? Тоа е дискутабилно. Некој смета дека можеби е Александар Македонски,
Стигнал и до Делчево? Некој смета дека гробот може би му е таму некаде. А нели Свети Николе, нели? Па сега од таму се идело за Свети Николе. Патот од тука одело. Од Струма, Германикија градот, па по Брегалница, па за Овче поле. Таа релација е тука и се поврзува на Вардарската долина. Иако да стибо па тука некаде кај Кочани, преку денеша Македонска каменица за Ќустендил има еден краков патот. Тоа е едната варијанта. Да. Другата кој цар? Некој смета дека може би и по некој турски султан да е, дека едно време се викало и Султание, ама не верувам од Султание па да дошло царево село. И тие цареви води се лековити води и ги има. 1347 година српскиот цар Душан издава една повелба за Лесновскиот манастир и му доделува имоти и во Пијанец. И вика цареви води во близина на царево село. И ги наведува имињата, и Љубешевец и едно друго имам објавено, за тоа пишува на кои имоти каде се наоѓале, тога е спомнато царево село. По кој цар се уште не е утврдено, археолозите прават некои искупувања на неколку локации. И што имат откриено? Меѓутоа, во Вирче, да речеме тоа големо градиче, што го викаше фактички тоа е могила огромна, најдоа зидана гробница, ма гробницата е празна. Значи, или е... Скелетот го нема, значи фиктивно погребување. Во село Ветрн, поточно средновековно Црквенец. Тоа или опјачкан? Не. Најверојатно покојникот не е донесен. Тоа е планиран да се погребе. Или во некоја војна загинал, некаде и него нашле, исчезнат во акција, што викаме ние. Такви е најдено и во Црквенец, сега село Ветрн. Значи, целата могилка е направена, каналите за таму кај што комората требало да биде погребан покојникот го нема. Врз основа на обичаите утврдиле од кој период е тоа? Тие се сите антички. Сите се антички. Сите се антички. Најголемата ја уништија. Зборуваме за антика, зборуваме за македонци, Баш за периодата. тракијци, за пеонци, за... Да. Овие се најголем дел се пеонски таму. Уште пред Александар Македонски. Да, кои што потоа влегле во составот на македонската држава и како такви. И интересно е што гробниците, видот на гробниците во кои што се погребувале беа актуелни до скоро време. Дедо ми е погребан во таква гробница 65-та година, 1965 година. Зидани гробници. Што мене ми дава за право, покрај тие зидани гробници цисти, има и тунел гробници. Тие случајно се открени исто во Долни Црквенец, сега Ветрен, патот кога е пробивано, ама најверојатно станува збор за жртви или од некоја војна, или од некоја епидемија. Значи, тоа е ископан ров, како тунел, долг ров, и наредени скелетите, песок е постелено од оздоле, наредени скелетите се голи, без сандуци, без ништо, и од страната се иззидани, и од озгоре се покриени со плоснави камења. И е насипана земјата. Кој ќе погнеш од таму е 100 метра натаму, ти гледаш низ тунелот скелети. Пеонци ги сме, значи пеонија да се викаме, ние нема да сме погрешили. Па може би на времето би било тоа најкорисно, само многу брго. Да не се караме за Македонија. Да не се караме со грците, пак ќе се ме карале. Пеонците се учесници во Тројанската војна. Криволаки пајонци Значи ги и тука има. ќе ни забележале. И тука ќе ни забележале, пак нема да погодиме. Значи, Тракијци ќе се лутат, добро, Тракија не фаќа тука, ама... Има еден период тракијците продираат тука. Ама бугарите ќе не се лутеле за тоа. Па тие ги избриша тракијците. Они антиката е вика тракизам, така или? Не, ама они ги избриша тракијците од нивниот систем. Не се сметат за наследници на тракијците. Сега почнаа. Пошто ти од тој извор да од тој извор да идат. Има најдено неколку случајни откритија што надписите беа тракијски. Значи, еден период тие продират по дрилината на Брегалница, дури до Штип. Што значи тоа тракијски, на што личи? Дури и Баргала го сметат за тракијски термин. Па тоа, Баргала е од римско
римска војна наслада, колку што знам, четврти, Ба, пети. Ама има и пеонски дел од другата страна на реката. Има и порано. И на самата Баргала, на локалитетот денешен има траги и од пред нашата ера. После тоа била и локална, како се вели, престолнина епископска. Епископија? Во И Словенско тоа во време. четврти век. Пази, во четврти век е епископијата. Баргалска. Е регистриран тој баргалски епископ. Значи, се мешале население. Тука ги имаме од озгоре тие агријани, дентилети, што некои ги сметаат за пајонски племија, други ги сметаат за тракијски. Тоа не е Што е да сме избереле, проблемите тешко ги сме проблеми ги на овој Така ни е простор пишано. овде, да бевме во Норвешка, во Скандинавија, горе немаше да ги имаме тие проблеми. Па норвешкиот јазик е всушност дански јазик, ама данците не се лутат, они Не го се викаат лутат, да. стариот јазик го заборавиле, стариот јазик парадоксално исланѓаните го зборуваат. Никој Норвешкиот. не се интересира за тие предели. Ние сме срцето на светот. Патиштата овде, исток, запад, север, југ, овде се вкрстувале. Да, ама И срцето сите на светот сакаат живее сиромашно, Норвешка има фонд 600-700 тоа е милиарди тоа. долари од нафтата. Има, затоа што никој таму не отишол да ги освои, никој не ги разрушил. Они доаѓале на. Они оделе. Норманите се спуштиле на југ Италија, Сицилија. Обично правецот е од ладно на топло, на ладно кој оди, сите барале поубава клима, Подобра клима, подобри услови за живот. Таму треба од лов, на ирваси, на едно, на друго и од, ево сега нафтата, богати со нафта, тие фјордови, тамо туризам, едно, друго. Да. Професоре, што е, сум прашувал и други, се надополнувате вие, археологија и историја. Кај престанува археологијата, кај почнува историјата или измешаме тоа? Не престанува никаде, значи Затоа што археологијата и многу убаво историјата зборувавте се за археологија, најблиски. Тие се најблиски дисциплини. Ние имаме во историјата предмет помошни историски науки. И археологијата е за стари работи. Значи, да. за неја имаме ние праисториска археологија, па имаме она античка, имаме средновековна археологија. Се до 14 век имаме археологија. Како? Мада сега веќе имаме и во турскиот период археологија. Тие вие ако го земете и Истанбул, турците најразвина археологијата кај нив. Дури повеќе од историјата. Искупините, како се живеело на времето. Бидејќи археологијата не е само за градбите, да ги најдеш, ова базилика била ваква, ова тврдина ваква. Ти наоѓаш предмети од домаќинството, па може да видиш што користеле. Наоѓаш некаде дури и остатоци на жито. Имаше таму, мислам, таринци или теранци беше, најдо некоја пченица што тврде дека од Мала Азија донесена. Мислам дека Во питусите. Тие големите јагленосени остатоци. Садови. Најдо, значи, историјата не е само историја на битки и на убиства. Што ќе прави археологијата за 200 години? Па ништо ќе укинат, веќе и таму нема професори, не примат како и кај нас, ќе се затвориме. Како што иде, од 16 професори ние останавме 10, а тие останаа 4. Така да, на времето имаше 10 асистенти, јас бев сам на историја, сега тие 10 асистенти стана редовни професори, некој отида во пензија, некои сега ќе одат, и ќе остане еден професор сам. Тој пијаничките, ние го тој крај тамо Делчевско и Македонска каменица, тоа е областа Пијанец, тие богатите села, рамничарските, биле турски. Со турците доселувањето покрај потурчувањето се населувани и турци. Како во Радович што се овие коњарите, јуруците, Да. и во Делчево ги имаме тука. Јуруците се во планината. Имало и џамијат, јуруци коњари. Тие одгледувале стока за Војската. за војската, Аскерот. кој ќе оди аскерот тука во поход, доаѓа и си зема од таа. Се било организирано, Се е организирано, не е случајно, нема кетеринг. Одиш и си колеш овците, ќе си ги печеш и ќе си јадеш, ако сакаш да јадеш, ако не нема. И за жал, голем дел од тие турци, некои што биле по турцини, 56 години се иселени. 1952 до 54 тие 2 години се најмногу иселени од нашиот крај од тамука, се заминати за Турција. Куќите ги продале, имотите ги продале. И многу од селаните од околината купиле така турски куќи по Делчево и така Делчево се населило. Се проширил градот.
во мое време, кога јас учев гимназија, имаше само двајца турци. Едниот беше директор на дистрибуцијата, другиот беше директор на стоковната куќа, Алијата, кој што беше и наставник по математика, значи учен човек. И значи они беа во општеството, соживотот во Делчево постоеше. И во Југославија постоеше. Единствена бурекджилница во Делчево држаа албанци кои што беа некаде од Западна Македонија. Се до протестите некаде тамо ка 80-81, 17 март 81 почна, тие истакнале албанско знаме во Делчево и срушија бурекджилниците и од тога и тие се исели. А има албанска фамилија кои што се родени во Војводина, Кула. И како сладкари и дојдени тука, тие си живеат туше, таму и немаат гаље. Ама тие албански, со мене учеше човекот, он не знаеше, кој дојде овде да студирам, рече, што сум ја бе сега? Албанец ме прашуват на албански, ја не знам еден збор албански. Да. Значи постапе со Значи имаме многу значени личности, имаме на градежен факултет имаше професори, на шумарски, на физика имавме горе, станоја да речеме. Имаме... Значи постапе со античко, па турско, па послушате на друг аспект интересен во Делчево, Берово, тој е крај пограничен. И србите кои го владееле, населувале полиција, жандармерија, тоа просрпско расположение кое што се гледаше на изборите. Јас баш на дебат имав, не, тамо вика се просрпски, така ќе гласаат. Кај нив Југославија, уште од времето на кралот, постоела и се уште постои тој сентимент. Таа српска колонизација во Македонија, интересно е, Источна Македонија. Многу малку има срби населени во Пијанец, а многу повеќе во Малешивијата. Зошто никој не знае да го објасни? Дали како една крајна граница према бугарите, тога и Струмица доле, и Струмичко има исто така. Ние вамо Пијанецот малку како по-сиромашен крај. Не сте биле атрактивни? Не, најверојатно не сме биле. Имаше еден тој партизан бил 4 за време на Втората светска војна и останал Ѓуро. Два пати рануван и тој беше председател на борците, убаво се сеќавам во Србин. Има црногорци населено. Црногорци. Имаше Ракочевиќ, доктор, проучен доктор. Како од море, што бара од Делчево? Тука се ожениле, формирале семејства, куќи си направија и тие фамилии и денеска постојат. Нивни потомци. Значи, имаме повеќе црногорци него срби. Ама никој пат не сме имале проблеми со нив. Тие биле коректни. Како е со бугарите? Бугарите има таму или они... Бугари да живеат кај нас нема. Ама од бугари не можеш да се разминеш на пазарот сега. Сега? Да, Бугарија е членка на Европски сојуз, на Европската унија, тие по храна доаѓаат во Делчево. Поевтини сме сега. Нешто сме поевтини, имаме повеќе, тие немаат, кај нив е се по некои стандарди. Не сме свињи да чува, не сме ракија да прави, треба да пријавиш тамо да направиш цела елаборат, што се треба да имаш, треба да дадеш околу 1000 евра, па он вика јас за 1000 евра и си купа ракија, 10 години да пија. Просто се повторува историјата. Ние одевме кај нив на времето. За Кашкавал. Да, за времето на Тодор Живков, таму беше ефтино, кај нас беше, сега они доаѓаат кај нас. Кај нас доаѓаат секој ден, на времето беше само сабота кога пазарен ден. Тука прават свадби, тука прават матурски. Тука месари, на времето имаше 2 месари во Делчево. Сега ги има на 20, тие живеат само од бугарите. Дојдат и цело месо го купуваат и го носат. Пипер, патлиџан, во Делчево пазар е поскап него во Скопје. Поскап е ради бугарите. И се научи овие делчевци земат и левови, и евра, и денари. Ушто сакаш у тоа? Се проаѓа. Се проаѓа, нема проблем. Да, левови веќе не. Сега веќе нема, сега се евра, зборуваме за пред неколку години. Значи, историјата се повторува како фарси со турците. Воште многу турци има како студенти купуваат. Се враќаат сега, доаѓаат тука. Јурците се симнуваат од планината по селата кои што претходно се напуштени. Па еднаш не залутавме. Бев асистент прва година со професор Бранко Панов, одиме теренска настава, треба да одиме за Баргала. Јас не знаев каде е. Козак сум, тој е мај. Искрено, јас не знаев каде е. И вика професор, знаеш, тоа е една височинка.
И ние врти автобусот тука, врти височинка, помина, ние сме ја поминали, тука има чешма. Имаш, од чешмата отидовме горе. Нагоре сте фатили. Нагоре отидовме некој јуричко село беше. Да, Келузлија, Кирчелија. Еден моторџија со кожна јакна, панталони. Моторемзет. И го запревме, море јава возеше што некој. Или ја, па тие беа најпопуларни. И викаме, слушај, вак и вак. Добро, вика, што ме сретнавте мене. Во ова село никој друг македонски не знае. Јас сум и представник, јас одам за Штип, јас си купувам се што треба. Он фактички од тоа, он и купува и си зема. И он так си го купил мотор. Така. Ќе се вратите назад, вика, ка чешмата, не е наричето туку, одмах е тука, вика, косината, страната. И се вратив. Евдова го свртевме автобусот, во гробишта го свртевме. Врати Риквер, само име не гробишта до патот. Да, ги знам. Не, во тие гробишта влезле Риквер. Сега е направено, има асфалт. Сега не знам како е. Јас зборувам за 88-89, значи тоа било многу одамна. Значи, најверојатно овие сега што доаѓаат во Штип се некои потомци од тие веќе иселените од тука. А знаете ли дека ти Баргала и најголем дел од археолошките локалитети, тие лични карти на археологијата се правени или од бугарите кои биле тука, и за Баргала мислам и американци учествувале во... Значи и во Првата светска војна, и во Втората светска војна, во секоја бугарска единица, војна единица, задолжително имало еден археолог, еден историчар и еден филолог. Не сум. Јордан Иванов така ги има собрано български старини из Македонија. Значи он прво добивало... Ние не сме имале наши археолози, не сме имале учени. И тие, зошто? Војската копа ровови за позиција. При тоа копање они ќе налетат на некој артефакт. Веднаш тоа се собира. И се носи. Како златната маска. И така се живее однесено. А после и србите го правеле тоа, веројатно. Не, србите го направи на модерен начин после Втората светска војна. Маските од Охрид, музејот демек во Београд е позаштитен и ги однесаа таму. Братство и единство. Да, во името на братство и единство. А и да се разбереме, рака на срце, јас немам ништо ни против србите, ни против бугарите, ама тој троен сојуз што ја подели Македонија 12-та година, уште постои, уште функционира, уште се поддржуваат. Грци, срби и бугари, тој тандем гледа да не уништи. Вие ако погледнете колку има... Па нели србите и бугарите беа непријатели? Они се пак непријатели за влез на србите во Унијата, бараат србите бугарите бараат србите да признаат бугарското малцинство таму и да им дадат право на бугарски јазик. Мислам дека им дадоа тоа. Па не знам. Босилеград, Димитровград, да. И они се поддржаваат едни други. Македонија секојаш од била Бугарија имаме негации од Србија. Секојаш била и од српски историчари. Дај Боже да не биде така, ама ќе остане монета за подкусурување на овие регионални. Да. Они се разбираат многу добро. Они се разбираат, интересите се нивни тие. И тука и Албанија се вклучува или зависи од... Албанија се вклучи покасно, ама сега веќе е вклучена. И она утие... Албанците во Македонија, кои што се тука во Македонија повеќето се доселени после Карпошевото восстание, ама тие во нивните истории пишуваат дека тие се домородни, дека се тука од памти века, што не е точно. Во тоа, професор, може и добро да е ние сите да ги спојуваме и ние да бидеме како некој Швајцарија. Сега колку тоа лоша споредба со Ванчо Михајлов, ама ние да бидеме тој мост, тој начин од секаде да црпиме. Кај нас фали она сврзувачко ткиво. Гледате вие како е во Италија, како е во Германија, како е во Франција, како е во Соединетите Американски држави. Он е прво американец, па после е црнец, па после е јапонец, кореец, индиец, кинез, има кинеска четврта, ама он е прво американец. Така да кажеш, како нација политичка ние не сме изградени се уште. Не сме изградени. Вие гледате каде што се небулоза случува. Државјанството, она што го ние викаме денеска нација, тоа е фактички државјанство. Припаѓаш на држава. Така е. На која држава припаѓаш? Ти припаѓаш на Република Македонија. Така се пишува па сочите, не пишува дали си ром, дали си... Ама, они што направа сега со преминувањето? Државјанин на Република Северна Македонија во заградот дозвола албанец. Ама тоа самите се го баравме, ние инсистиравме македонец да пишува. А сега пишува... ние дозволивме така да биде. А не знам се, македонски жител на Северна Република Македонија. Државјанин на Република Северна Македонија. Да, тоа е државјанство. А некаде стои три црти националност.
Во пасош националност тоа е малку може Значи, не е да тоа ти дозволат националност на по нација, тоа е фактички припадност на државата. Да, ама во Затоа е пасош тоа е проблемот. меѓународен документ, зашто таму му пишува етничка припадност. Тоа го направија, таа глупост се направија нашите. Нашите политичари да се додворот кој што помалку ќе даде на другиот, за да биде на власт. Да, оти државјанство пишува и порано, СФР државјанство. Да. Бугарија, Па на УСА, сите не Америка. пишуваше СФР државјани, СФР. Ние секаде пишувавме СФР државјани на Не пишуваше дали си босанец, дали си... Не. Кога одевме во светот, во Русија, вие сте југословени, сојузници. Да, Па вие верувате или не, едно време ја отидов во Задар како студент беше и одиме таму на пазата и од кај си ти? Од Македонија, викам, јас сум македонец. Не си ти македонец? Како бе не сум? Па вика македонците овде вика продаваат бостан, тие носат бели капи кечиња. Албанците се представувале како македонци во Задар. За да може да фатат некоја девојка. Да, ама Хрватици или едно друго. Ама сега всушност сите се македонци. Како нација политички. Ние треба на тоа да... Ама кај нас, гледате, таа поделба постои. Вие гледате овде се веја знаме на Република Албанија. Што го нема во некоја друга Како држава. етничко, они така Еве, го... и ти Ама и ние го правиме истиот проблем. Од Вергина... Тирана вика, Албанија е во Скопје. Тоа се... Епа, националистички популистички. националистички, тоа Ама го прашете убива било дух. кој албанец тука кој што е роден, вели јас немам друга држава, како што и вие немате друга држава. Ове како Тоа немате е. Албанија? Јас сум тука роден. Бе, тука е роден и тука треба да живее заедно. Јас му реков на еден. Што мислиш, еве, ние сме пријатели. Те почитувам, од тебе пазарам. Така е. Да. Одам кај него си купувам, знам дека носи квалитетна роба. Викам, еве, што ќе направиме? Еве да се поделиме. Кантони. Албански дел, македонски дел. На кого ти ќе му продаваш? Фулиите покрај Вардар доде, албанци ги држите. А што да делиме, професор? Ама не, Тоа сите малку што го имаме и тоа ли? Сите садите марула, сите садите спањат. Ако ние македонците не ви го купиме, кој ќе ви го купи? Значи ќе пропаднете финансиски. Да, исто тоа. Зошто не размислите? Не е се во политиката. Има нешто во секојдневниот живот, тоа што ви реков. Историјата не е само за политика и за битки. Да, ама по обичаите албанците во Македонија поблиску се со нашиот менталитет, то самите ми го имат кажувано колку со тие што се во Тирана. Па да ги пушиш таму да живеат, не ќе да идат наши таму да живеат. Како што македонците во Македонија се разликуваат може и по менталитет со тие во Грција, затоа што живееле под капитализам. Ние сме повеќе готовани државна се собственост. разликуваме со тие во Грција. Грција направи етничко чистење на егејскиот дел на Македонија. Не зборувам за предприемништво, за Да. економските, социјалните аспекти, не зборувам за генетика, не зборувам за јазик. Може би ние ќе бевме пред нив да направиме приватизацијата по примерот на Словенија и Хрватска. Пожилави се тие кои што живееле во капитализам, кога одат во странство, во Канада, Америка, тие размислуваат како собствен бизнис да на направи. нашите од Грција. А тие од тука што од Македонија што одели од Југославија, да се запости, да се вработи некаде, да на готово, на да државно државно. и... Зборувам за таков социјален менталитет. Професоре, Љупчо Георгиевски кога дојде од Делчево требаше да просперира тоа. Сите кадри од Делчево добиваа шанса да станат. Делчо тога не многу се запусти. Знаете вие семејството Георгиевски си? Ги знам, сите не сакам да зборувам, мојот школски другар со мојата сопруга и со него се знам многу добро, му ги знам идеите уште како студент. Имавте понуда тоашка од Делчево каде? Јас имав еден инцидент со него во универзитетска библиотека уште како асистент и после преку други ми праќаше ама не. Од него единствено нешто што се направи за Делчево добро, пушти пари за археолошки истражувања. А во владење? Ама за жал не бе и во село Град и во тука могилата во село Очипала, во Бигла, во тоа се направија некои истражувања, ама за жал тие негови соработници што беа во Делчево, парите што он ги пушташе, тие си ги украдува. Си накупија джипови, си направи едно друго, праќаше пари и за водовод и за едно друго, тоа ништо не се направи, он имаше лоши соработници во Делчево. И буквално ништо не направи. Сега е во Струмица, повеќе е натаму влече, Владимир во Струмица, бизнис има натаму. На времето не можеше да ги споиш со СДС и со Бранко Црвенковски, сега во Струмица он е коалиција со СДС.
И сега најдемо го крајот. Ова е интересно. Политиката не била превртлива. Тие се парадоксални, ситуации, ама тоа е реалноста. Негов прадедо бил со србите, татко му се југословените, некои со бугарите. Условите биле такви. Значи, не треба да замеруваме зошто нашите дедовци. Тоа треба да биде поука и за Гоце Делчев и за тоа што се случувало, сме немали, сме се снаогеле. Гледа сега, тука да не ги мешаме Гоце Делчев и тие другите што се случувало. Не, се кажал, учил бугарско школа. Сега што направи, кај да учи? А кога нема друга школа, кај да учиш сега? Дали ако идеш ти да завршиш сега на Оксфорд, ќе те пише англичанец? Затоа што си учил таму? Така е, така. Кинезите што овде завршија, дали се пишуваа кинези? Ма си подокторираше кај нас на историја. А во Кина, во Пекинг има... А и кинез? На универзитетот во Пекинг има повеќе кинези што учат македонски јазик, 3-4. И сега, затоа што учил тука, ние ќе го наречеме македонец, па тоа е глупост. Ама бугарите таа пропаганда ја имаат, знаете од каде? Од екзархијата наваму. Кога ги укинаа турците и бугарската црква, и Охридската архиепископија, и српската, и после се покрена една иницијатива за да се обнови нешто. Григор Прличев собирал подписи да се обнови Охридската архиепископија. Со седиште во Охрид. Бугарите собирале не да се обнови бугарската патриаршија во Трново, туку да се формира екзархија, бугарска екзархија. За Балканот, да сите територии христијански што се подчинити на турците, да влезат во таа екзархија. И се среќаваат во Истанбул и викаат бугарите на Григор Прличев, слушајте, дајте ни ги тие подписи да ги соединиме со нашите, да се формира екзархијата, потоа ние ќе ви помогнеме во склопот на екзархијата да се обнови Охридската архиепископија. А не измамиле? Па да, Прличев ги даде подписите, се формира екзархијата. И сега, во Турската империја нема националност. Таму има верска определба. Или си муслиман, или си крк, односно ѓаур, христијанин. Сега, христијаните ги делат на два дела. Ако си со патриаршијата, ти си гркоман, значи ти си грк. Патриаршистите во царирате патриаршијата. Ако си екзархист, ти си бугарин, таа е бугарска црква. И сите овде, каде дооди, таа е црквата, екзархија. И тој свешеникот, кој го таму гледал он што пишува, населението било неписмено, он дали пишува... Не е спорно нека посебност има, тоа сакам друго да прашам. Заради тоа што немало интерес кај големите сили, зошто не сме биле доволно писмени како историчар? Кој е вашиот одговор на тоа прашање? Зошто не се појавила критична маса за тој македонизам, за македонското прашање многу порано, отколку на почетокот на 20-тиот век, крајот на 19-тиот век? Например, еве се обиделе други некои, сите добиле Османската империја, Турската империја била империја, имало строгост, ама дозволувала јазикот да опстои, верата не била толку режимски, диктаторски настроена. Зошто, например, еве властите добиле соираде, добиле признание? Зошто на македонците тоа не се случило? Тоа сте го поставувале како историчар сигурно многу пати тоа прашање. Кој одговор го добивате? Не е мојот период. Не, генерално како историчар, да. Но гледано тука, за разлика од другите, од и русите па не биле заинтересирани, они повеќе бугарите ги гледале до Цариград. Тие периферни владенија, и Бугарија, и Србија, па и Босна. Значи, тие се периферни. Тие граничат со европските држави. Македонија е централно подрачен на Турската империја. Овде е базата на турската индустрија. Памукот, конопот, афионот, тутунот, овде се одгледувале. Оризот. Најмногу добро се произведувале. И од тука се извезувале. А школи нема. Значи има само во Солун имаш машка гимназија, во која што едната била под екзархијата, ја викаат они бугарска, таа екзархистичка. И многу луѓе таму предавале. Што се обучували, интелигенцијата наша била во Солун. И за учење на друго место каде ќе одат? Оделе во Белград. Во Белград им вика пишете се срби, за да добиете стипендија и да може да учите. И тие бегат, вика, шо бе, зашо се пишеме? Ајде, че идеме у Софија. Одат во Софија, исти случај, пишете се бугари.
И Гоце го исклучили од гимназијата од Солун. Од воената, да. И оди на воена школа во Софија, во Бугарија. И него го запиша како запишале. И таму него завршил ради некои револуционерни идеи. И од таму го исклучили бугарите. Ради ширење на македонштината. А сега вика дека е нивни. Значи, нема Зошто врска. турците не го наградиле? Па како да го нашиот- наградат? Они сакат да се задржат ова владењето. Ама Австро-Унгарија горе притиска, Русија притиска од озгоре. Према Бугарија, бугарската држава создадоа русите. Цар Ослободител, споменикот му стои во сред Софија. Цар Ослободител, они тоа не го признаваат. Ама русите ја создадоа бугарската држава. Кај не се обидува со Разловечкото востание, тоа е единствено што нема странско влијание, прво востание во кој што нема странско влијание, и веќе после кога видоа дека и овде се бунтува народот, почна да се меша, веќе во Кресненското ги пуштија та Адам Калмиков, пољак, та овој, та онај, се инфилтрира и бугарската врховистичката школа, се замешаа тука и востанието не успеа. И Линденското исто така. Се замешаа бугарите. Се замешаа, ама не учествува во востанието. Дали А не, го испровоцира. го испровоцира предвреме да се крене? А може би вака да размислуваме, ако не сме го кренале, може би ќе сме можеле на друг начин политички да известуваме знам? нешто кај младотурците. Епа тоа Гоце се залага, затоа и го убија него. Он се залагаше за тоа, рано е за востание. Не е време. Че овие оригиналните сили, Србија, Бугарија, Грција, ја убивале секој зачито го убивале на да. македонски некој И некоја страш. да се сретнале некаде депеша од Бугаријата, вика Линденското востание е нивно. Дали има некоја реакција од бугарската држава, таа постоела тогаш? Има ли реакција од бугарската држава, некоја депеша до султанот за преголемиот терор во Македонија? Нема ништо. Нема. Не се ни споменува. Цело А време, сега тврдат дека е тоа нивно. цело време зборуваме за манипулации и измами историски. манипулации. Како со екзархијата, како со Се е манипулација. И тој се пишал тамо дека е екзархиста и вика пиши го бугарин. Па вие знаете ли дека за време на Првата светска војна, фронтот е на Беласица, при бомбардирањата тука, сега не ме држите за збор, кое село беше Струмичко, ја срушиле црквата. И децата каде ќе крштеват, ги носеле во соседното село. А во соседното село црквата била протестантска, католичко-протестантска. И пред некоја година излезе еден историчар западен, вика, овие луѓе од тамо се вика католици. Тие се крстени во католичка црква. Кој од тие селаните знаел тога што е католицизам, што е православие? Црква е црква, он го носи детето во црква да го крсти. Он појма нема побочно. Дочев унијат, така. Па унијати, кукуците унијати и во... За да се спасат и од едните. Да, и од едните. Не, они сакат да се обединат и православните и католиците воедно. Тоа е унијатството. Значи, да се премавне тоа. И може би тоа би било најидеалното денеска. Ама, има некои работи... Тоа е екуменизам еден. Да, ама има некои работи од кои што, да речеме, не можеме ние како православни да се повлечеме. Тоа е филиоквето. Како? Филиоквето. Светиот дух. Нема дискусии за Светиот дух. Од каде потекнува, како потекнува и така натаму. Значи, тоа е главниот проблем. Тој е раздорот. И кој да биде првиот. Значи, судирот во црквата и поделбата, шизмата дојде, дали папата да биде прв или цариградскиот превласт и политика. Превласт Нема и политика. суштина, нема ништо друго, се е религиозно. интерес. Се е интерес. Нема. Професоре, се вратиме сега на младина. Вие сте интересна биографија. Ѓорги Иванов, Азески, Оливера Трајковска, Крстевски. Не случајно го споменувам тоа со младината, затоа што од неа излезе таа партија, Млада прогресивна странка, и многу работи како новост, како креативност, како авангарда произлегува од таа младина. Млад борец тогаш почна да пишува, да отвара некои теми кои што
беа забранети тука. Не Или забранети, беа забранети, не ама се никој не пишуваше пишуваше за нив. Студентски збор, значи таа прогресивност. После тоа таа млада прогресивна странка се претопи во либерална партија. Вие во тој период на независноста бевте во Гле сега, Југославија беше држава која што имаше своја политика, имаше свој систем. Ако нешто имаше што вреди, тоа беше кохезијата. Значи единството. Полицијата и војската беа единствени. Се до 80-тите години, до смртта на Тито. И си имаше разработено систем. Уште ти прво оделение за 29 ноември, ден на Републиката, тебе ти даваат црвена марама и ти си Титов пионер. Ти влегуваш во пионерите, Титови пионери. Ти си организираш штафета, организирани спортски друштва, Партизан, спортско друштво Партизан, на цела Југославија постоеше. Друштво за телесно Во тие- воспитување. Да, за телесно. Таму имаше атлетика, гимнастика, карате, бокс, фудбал, кошарка, за се имаше. Се бесплатно. Се бесплатно. Ти одиш таму, тренираш и можеше да профитираш нагоре. Доаѓаш 8 одление, веќе ти си на границата на полнолетството и ти стануваш омладинец на Југославија. Значи како младинец. Ние тоа го примавме со гордост. Младинец нешто да придонесеш. После ние сме таму погранично место. Куќата ми мене на 2 километра од границата. Од Бугарија, да. Со Бугарија, со Пиринска Македонија, ама ајде, Добре, Бугарија. аха. Тоа е тука на вододелницата. И ние некако имавме касарна во соседното село со патролата, со војниците, ние бевме многу блиски. Нас тие војници дојдени од Хрватска, од Словенија, вика, вие овде ја чувате границата, не ние. Ние не ве разликуваме кои сте бугари, кои сте македонци. Исти облики носите. Ние фудбал сме играли со бугарите на границата, тука никој не знае кои се бугари, кои се македонци. Ние фудбал игравме и војниците играче со нас фудбал, а не знае дека има бугари во екипата. А дека се ти на македонска страна. Овчар излегле тука, границата беше слободна до 80-та година. Веќе 80-та година се затвори границата. Бугарите ја заградија, поставија мрежа од другата страна. Плетена мрежа. Демек да не пребегувал дивечот од Бугарија кон Македонија. Зајаци, диви свињи, волци, лисици. Ја заградија границата на неколку метри од линијата, некаде повеќе, некаде поблиску, мрежа доскоро стоеше. Сега рекол дека ја извадили. И преку тие младински издруженија можеше човек да се истакне. И се ширеше таа пропаганда. Ние во гимназијата, само што отидовме во гимназија прва година, нас ни беше понудено млад борец да го купуваме. Да, предплатници. Предплатници на млад борец. И ми кажува професорот по историја баш беше задолжен за тоа, што содржи во млад борец. И кажува тоа, имаше и квизови. Наградни квизови. И ние се претплаќавме за тоа. Што се случуваше во тој колосек кога ќе влезеш? Одличните ученици во гимназија што беа во Делчево, зборувам за Делчево, сите одлични ученици во 4-та година ги примаа во Сојуз на комунистите. Најдобрите. Како награда, тие се одлични. Јас бев единствениот што не беше одличен, Најдобрите многу ги примаше партијата. добар, А кај нас сега ме примија. кои се во партиите? Тие? Најлоши. Сега е отпадоко. Значи, тогај, они не те прашуваа дали сакаш или не. Ти си најдобар, ти треба да бидеш член на Сојузот на комунистите. И ние со таа идеологија, некој ќе ми рече вака онак, абе чекај бе, знаете колку работни акции се организираше преку таа младинска организација, младинска работна акција, или МРО, омладинска радна акција. Да. Пруги, автопатиш, па автопатот од Скопје до Гевгелија го изградија со работна акција. Ние сега градиме пат 20 години од Кичево до Охрид, не можеме да го изградиме, овие рачно го изградија автопатот. Имаше цели кампови онде бараки каде што беа сместени. Катланово, ли кажеш? Па Катланово, пази, кога Бранко Азевски го стана председател на младинат, па ние имавме од Македонија уште 10 души На горе. Југославија. На Југославија. Сафарија. Председател. Значи, се ротираше таа функција од секоја држава,
сега тој мандат ќе биде од Словенија, па од Хрватска, од Македонија, имавме таа чест. Вие сте современик на Азерски, на Па јас тогаш бев студент. Помлад од нив Иванов, 2 години. Прво нешто председател, он после дојде? Или После, он е помлад, он после дојде. Зоран Иванов, не, Ристо Иванов беше. Тогаш во младината горе со Азерски беше и новинарот Ѓорговски беше. Драган Ѓорговски. Да, он беше во председателството горе. Да. Мило Ѓукановиќ од Црна Гора. Со него сум војнички другар. Со Мило Ѓукановиќ? Да, у Чачак беме. Он беше во Младина, исто. Да, у Младину председателството горе беше. Во Белград. И како војнички другар Ѓукановиќ го интересираше политика тојаш или Па он си беше и тој политички. активист беше? Мрза беше голема за активности некои други, а политика обожаваше да бистри на политичка настава. Уште тогаш, одеше уште тогаш. Затоа. А иначе најнечисти чизм беа неговите во ходникот. Значи, тоа не мареше ич. Значи, имаше некое движење и после тука на студиите кои ќе дојдеш, имавме младинска организација, имавме и комунистичка организација. Штафета на младоста ние организиравме. Па овде ноќеваше штафетата во дом на младите во 25 мај. Да, МКЦ денеш. Па, тука ги носевме, ја како гимназијалец, 2 пати сум ја носел штафета, еднаш во 2 година, еднаш во 4-та. Во Делчо. И овде како студент на 2 пати, дури пред факултетот, пред филозофски факултет организиравме, тука се држеа говори на платото пред тие економски правени. По самостојањето останавте млада прогресивна странка, па се претопија, се тргнавте. Не. Јас се повлеков 91 кога се распадна Југославија и кога некои работи се случија, неќам да зборувам за тие, едноставно некои притисоци и некои луѓе што бевме многу активни како студенти, нас едноставно не избриша од Сојуз на комунистите кој се применува во Социјалдемократски сојуз. Да, прво СКМП да пропеше, партија за демократска преобразба. Јас се повлеков тогаш, си ја фатив науката. Со политиката завршуваме, вие сте автор, колку што знам, на името Гром, граѓанска опција за Македонија. Не, автор е еден од иницијаторите што беше на времето. Се носевме со идеја да не биде црно-бел свет. Ни беше преку глава од тоа дали си СДС или си ВМРО. Кој ќе дое СДС на власт, вика, не бе, остави го тој е ВМРО, кој ќе дое ВМРО, остави го тој е СДС. Таа фамозна трета опција никога се слуши. И тога бевме со една идеја да се формира трета опција. Тоа беше период кога СДС не сакаше да излезе на локалните избори, да ги бойкотира, да ги бойкотира, и Стефче Јакимовски тогаш се кандидираше за градоначалник преку Српската напредна странка и ние дојдовме до една идеја дека време е да се појави некоја трета опција со граѓански предзнак. И тогаш Стефче ги собра екипата околу него. Авторот на самата кратенка е наставникот професор средно образование. Тој го даде името ние од граѓанска опција за Македонија, да не биде ГМО, да не биде како некоја, па ја изведовме Гром и името си е добро, ама не успеавме да се задржиме високо. Првата година котиравме добро, ама некако после во тие вртлози не успеавме со овие големи партии да се носиме. Постоиме, уште и ќе постоиме додека има преврзаници, ама некако сега ни конкуренција левица, кој што влегови во парламентот. Вие сте уште таму, комуницирате со... Па комуницираме, мада некои активности, моментално требаше конгрес да имаме, ама се случија некој настани конгресот се одложи, сега скоро... Имате отворен простор сега во Карпош. Почина мајката на Стефче Јакимовски и сега во тие периоди на жалост и на едно на друго нема, а и што ќе направиме? Еве се видеа тие притисоци со Карпош на сила кој ќе донесе човек за градоначалник, а не сака да биде градоначалник. Професор, вие сте византиолог, специјалист за среден век. Чи уште од 4 век, 5, 6, 9 до 15, 1453 година. Да. За Македонија во 1400 година, знам еден филм се подготвуваше, не може материјали да најдат за како изгледа луѓето во тој период.
како изгледале македонското население, не зборуваме за касабите, за градовите, за сакам друго да ве прашам. Океј, можете да дадете коментар на ова. Што се случило со Македонија 1400-та година? Ние знаеме за Душан, знаеме за... Починета 1395-та починет по турска власт. Што чекаш понатаму? Веќе поставена турска администрација во Македонија. Знаете, не знам колку знаат слушателите и гледачите дека Македонија 517 години точно била под турско владение. Највеќе од сите држави на Балканот. Па после тоа е Србија, Бугарија нешто порано се ослободи, иначе Бугарија Романија е тука напред нас. Ние сме најмногу биле, Мислам дека сме на најмногу. Најдолго. И кој ги сликал тогаш населението за да ти имаш доказ? Ако начекаме некој цртеж некаде, претежно ние се базираме на фреските од црквите и манастирите, каде што се представуваат... Они ги отслекуваат колку толку реалноста. Ама, видите таму светецот се представува. И не можеш таа облека што ја носи светецот да ја поистоветиш со народната носија. Че нема документи, нема... Некој пат е писец. Да речеме, имаме за 14 век еве пратеништво од Цариград патува на српскиот двор да договори венчавката на Милутин со Симонида и тие кога од Солун одат на север и тој опишува тамо како во студот, во ветерот влегле во некоја селска куќа и опишува куќата како изгледала, огништето на средина, тука лебот го печеле во пепелта и дале да јадат, пове не може да го јадат дека и рскало имало од пепелот примиси во тестото, во самиот леб, не им бил вкусен лебот, ама морале да јадат и така натаму. И некој ќе подмете нешто како се обликувале. Доминирало селското население. Да. Селаните скромно тоа што има тоа, ќе наткае дома и од платното домашно платно ќе соши или од кожата од животните. Што имало пред тоа? 200 100 нема. Ние податоци има за најбогатите кругови, од нив останало нешто. Еве Јован Оливер представен во Лесново во византиска носија. И сега таа да ја преземам како македонска. Така е. Владко во Псача е представен исто жена му во византиска принцеза. Значи во униформа, односно во облека како во византиските принцези. Значи и тога имало копија. Гледаш од побогатите. Како тие се облекувале, ако имаш пари ти така ќе се облечеш, ако не, тоа што има тоа ќе носиш, некој пат можеш и гол да одиш. Ако немаш што да облечеш, тоа не било можеме ли за тие периоди разборуваме за македонска идеја, значи уште 6-7 Николци или они преродбениците? Таа македонска идеја е овде сотрена со паѓањето на Македонија под римска власт. Посебно после она востанието на лажниот Филип Андриск, 148 година пред нашата ера, до тогаш барем имало некакво, ето вика, ви ја даваме слободата и ги прогласува за слободни градовите и ги кажува кои тамо се наведени така натаму, овој конзулот римски, и даноците ќе ги плаќате на Римската империја. После тоа во остание настанува еден пресврт. Македонија се дели на 4 мериди, 4 области. Се што има овде книги и напишено се однесено во Рим. Забранета е комуникацијата меѓу првата и втората област и третата и четвртата. Секоја област комуницира само за себе. Забранети се трговски врски, забранети се женитби. Тука е уништена македонската идеја. Сезуна, можеме ли паралел да направиме со римјаните и евреите? Да. Исто римјаните кои доаѓаат и они уништуваат се, го менуваат името. Па македонска провинција, одно провинција Македонија. Прво Македонија, прва Македонија, втора, па диоцеза Македонија, они многу вешто постапуваат. Они и војската и кралот ни ги однесува во Рим, последниот крал. Тамо е и погребан. И војската е однесена тамо. И дури и писменоста, дури имам некоја фиксна идеја, ама тоа треба да се докаже, врз база на тоа античко македонско писмо и етруското писмо во Италија, римјаните ја прават нивната латинска азбука. Се што имало тука уништувале? Се е однесено тамо.
Не уништија, го однеле. Па треба да се И најде затоа таму. немаме ништо, ги имаме тие споменици од нивните тука градови, еве тие надгробните споменици, каде што е латиничното писмо, а само големите букви што наликуваат на кирилицата. Па повеќето. Тие материјали ако не се уништени постојат во Рим. Ама Па, не се отворени, сте пробувале како научници. Во Од Ватикан да ваши влезеш колеги треба многу. А некои се уништени. Имало земјотреси, имало пожари, има војни. Прва светска војна, Втора светска војна, Италија страдала. И, Москва, делите- Турција имат нешто. Во Москва имаме од нашите преродбеници нешто однесено, бидејќи преска кога зборував дека некои оделе да учат во Белград, во Софија, па другите почна да одат Виена, Цирих, Петроград и Одеса. Аха. Сан Петербург, денешен значи она Ленинград стариот, и во Одеса. Значи многу од нашите дејци таму биле. Имаме и во Загреб. Па имаме едно политичко здружение МАНАПО, македонски напредни покрет. Те го формираат студентите во Загреб. Значи имало идеи за покренување, нели, нешто за обновување на македонската држава. Ама не наша поддршка од големите сили. Гологанов, тие се постари веќе. Тие се во малку специфични услови. Работат и тука, пропагандите се многу големи. Имате католичка пропаганда, имате бугарска пропаганда, имате српска, имате грчка, па дури и романска едно време има. Да се разбереме. Значи, тие пропаганди, малку некој ако го видат дека е помоќен, го финансира, ќе те финансираме, ќе те поддржуваме, детето ќе ти учи, ама ќе пишуваш за тоа. Нема да пишеш зашо ти сакаш. Модерни јаничари, фактички. Да. Не јаничари, едноставно Образовни. принуда. Не ти дава пари да објавиш книгата, вика извини, ќе ти дадам пари, ама ако пишеш за тоа. Да, па затоа реков модерни. Ако пишеш за тоа, јаничари. нема пари. Јас си мачам и ден денеска. Ние го критикуваме комунизмот. Денеска сме многу полоши во комунизмот. За наука, за зборуване? Да, за науката, во однос на науката. Послободни бевте порано. Па да. И повеќе пари имавте. И повеќе пари, и пази, секој професор, 10 години пред пензија беше обврзан да земе асистент. Јас така влегов како најдобар студент на генерацијата, мојот професор најстар треба да оди во пензија, Бранко Панов ме зеде за асистент. Вие се денеска имате асистенти или? Немаме ни еден асистент. Не е за Од смење. 2010, последниот асистент ни е примен 2010, сега е редовен професор. Па што се чудите тоа дека немате студенти сега? Епа, не само, јас се чудам на министерката и нови барат квалитет на високото образование. За да добиеш квалитет треба пари. Не можем јас како професор да држам и предавања и вежби и да пишувам труд. Роки ви рече премиерот, имате плати високи, треба да си ги заработите сега. Да, конечно. ние си ги работиме, ама чекај, он како станал професор? Он почнал од асистент. Така. Еве сега за Он 2 треба да години. го разбере тоа, затоа што Јас за доаѓа 2 од години ќе одам во академската пензија, кој ќе ми заедница. донесат некој од Бугарија да држи предмет. Имам кандидат што докторирал пред, да не речам пред 10 и повеќе години, тој е без работа. Заврши втор факултет германски јазик и предава германски јазик во Куманово. Добар студент. Па да, доктор на византологија. И не му најдоа работа во Македонија, заврши втор факултет германски јазик и сега е професор по германски јазик во Куманово во гимназија или не знам каде што. Византолог, ве прашали нешто, професоре? Кога се носеа препораките за Свети Кирил и Методи за заедничко чествување со Бугарија, Бугарско-македонската образовна историска комисија, Цар Самуил 4-5 донеса. Никој ништо не ме Свети прашал. Климент мислам дека исто го. И тогаш- тоа е ваша област. Тогаш во комисијата немаше од Македонија член што се занимава со таа проблематика. Значи тоа прашање го решија луѓе што се занимаваат со МРО и ВМРО од 1893 наваму. И антрополози мислам дека има. И антрополози, географи и така натаму. Значи немаше представник од средновековната историја на Македонија во таа. Добро, прифатливо ли е Свети Кирил и Методи, се словенски просветители? Значи ние пишувавме на времето памфлети, пишувавме манифести и преку онај се македонски
како се викаше тамо, Светски македонски конгрес. Светски македонски конгрес. Тодор Петров. Па и он и формира и она другото со Клетников, кај што беше тамо и тие Аха, Македонски манифест. манифест. Да. Македонски манифест. Значи собиравме 250 подписи на доктори на науки дека тие препораки не се добри, дека уопште таа комисија не треба да постои. Они не нас врзуваат, не ги мачкаат очите дека ето имало меѓу Франција и Германија, меѓу Германија и Полска таква комисија за решавање на спорните прашања. Тоа е окей. Нити Германија наметнува за свој став на Франција, нити на Полска, нити обратно, Полска или Франција. Не велат овие Наполеон бил германец или бил, нели, французин. Па добро, ма не е улогата на комисијата, тоа Тодоро, вашите колеги го имаат речено. Ние не сме тука да утврдиме дали бил, тоа никој не смее да го зборува и да го чепка. Ние зборуваме за неговото дело и фактите. Они го прифатија тоа што дури, пази, бугарите од каде од нив многу вешто настапуваат, они преку таа комисија фактички вршат асимилација на целата македонска историја и на целиот македонски јазик и на нашиот идентитет. Записниците што ги прават, дискусиите што се водат, записниците кога произлегуваат од таму вика, согласно договорот, записниците се водат на бугарски јазик и на јазикот усвоен според Уставот на Република Северна Македонија. Не го нарекуваат македонски јазик. Во договорот пишува и за бугарите пишува согласно Уставот на Бугарија и за Македонија пишува согласно Уставот на они го Македонија. препараа сега бугарски. И во сите записници он не ти става македонски јазик. И сега вика, признај ги овие дека се заеднички, за да утре рече, еве, вие сте бугари. Препораките, дали се во ред така како што се напишени? Не. Што би било во ред за вас? Цар Самуил бил фактите на форензика. Гледано, реално, јас зборував и сега, Кирил и Методи не може да ги славиме заедно со бугарите, затоа што они не се поврзани со Бугарија. Нивната дејност е поврзана со Велика Моравија. Како се словенско честуване, прифатливо е тоа. Ама чекајте бе, бугарите тогаш се уште не биле словени. Во бугарската држава словените станаа доминанти после 864 година кога Борис освои Македонија, кога почини Македонија. И он се сретна со една голема маса каде што е во употреба словенскиот јазик, каде што е христијанството. И он имаше проблем. 70% од населението му се христијани, 30% му се пагани. И тој одлучи да се покрсти, мислејќи дека така ќе ги обедини. Па имаме бунт на овие аристократијата во Бугарија. Па колежот на тие неговите вистинските бугари, колеж, имаше проблеми да ги покрсти. Затоа он реши да се покрсти. Ама веднаш не 864-та. Тогај договор со Византија склучи, Методи е во Моравија. Кирил е во Моравија. И христијанството во Бугарија го шират свештеници од цариот на грчки јазик. Сите надписи се на грчки јазик. Да се разбереме. Па, и после Борис цело време се колеба дали од Цариград, дали од Рим. Зошто? Бугарија има специфична положба уште пред да дојдат бугарите овде. Значи, уште во 4 век, кога христијанското учење го прифатија за државна религија, веќе на првиот и на вториот Вселенски собор се прават разграничување меѓу влијанието на папата и влијанието на царградскиот патриарх. Че ова зборуваме која биле заедно пред 10-11 век, папата која се прави шизмата. Значи, папата формира папски викаријат во Солун, 412 година. Значи, ние сме биле овде под ингеренции на папата. Границата меѓу ингеренциите на папата и на царградскиот патриарх се по реката Искар. Значи Ихтиман, Трајановата врата, Марица доле, Ихтиман, реката Искар горе на Дунав излегува. Источно од тоа е под Цариград, западно е под Рим. И сега Борис владее територии што се и под Цариград и под Рим. И он бара, има дилема. Он бара разумен компромис, праќа писмо на папата. Дајте ми, вика,
подобрени закони, како да управувам. И он вика, ќе дојдат подобрени закони од Запад. Ама, имаме тога и спор меѓу Византија и Рим. Тоа е поради смената на патриархот Игнатија и поставувањето на Фотиј за патриарх. За 3 дена што влегол, добил свештенички чин, он стана патриарх. И тога било на пат да се случи шизма. Не се случила. Се одложила за... Причината е Василий I Македонец. Преврат настанува во Византија, 867 година, и тој го сменил Фотије. Го враќа Игнатије за да ги подобри односите. А Кирил и Методи се во Моравија. И тие добиват инструкција да отидат во Рим да го правдат своето учење, бидејќи тие територии се подчинити на Рим. Ти не можеш да пратиш свештеник во туѓа енорија. Тоа се едни од каноните. Па и денеска и денеска не може. Ма да имаме исклучоци. Не може во различни епархии да се треба дозвола да добие епископ. Треба да има тројца епископи за да посветат друг епископ. Да ракоположат. Да ракоположат, значи. И овој му ветува таму дека ќе му прати, ама тоа го одлага се до германците го створија Методи горе веќе. 2,5 години го држат во затвор, папата не реагира. Зошто? Значи, веќе, а он го постави за архиепископ на Моравија и на Панонија. Папата го постави 1969. Значи, он веќе не е византиски мисионер. Он е папски мисионер. Тук се измешани работи. Се измешани. И он пред крајот на животот, он оди во Цариград да поднесе извеше, вика, слушайте, горе вака и вака е работата. Ме тера, значи таму, вика, ти ќе бидеш архиепископ. Словото, односно мисата, прво светата книга ќе се чита на римски, а потоа на словенски јазик. И од тоа немало исклучок. И овие од Цариград што му вика, врати се горе. Исполнувај го тоа што ти велат од таму, ја имаш нашата поддршка. Ма дојде еден папа кој што бил приврзаник и на германците и тој издаде наредба дека се забранува богослужбата на словенски јазик. И тога и настанува прогонот на нивните ученици, во наводници прогон, дали е прогон или намерно папата, за да ги обезбеди тие подобрени закони. За Бугарија. Може Методи да ја отруе, може и да ја убие, не знаеме. И од таму, јас мислам дека Климент и неговите случајно не дошле во Белград. Тие се таму биле бугарите владееле. Па владееле со Белград, границата меѓу има со Моравија и со Германија, бугарите граничат за Климент, за Горас, за Наум. Да, Ангелари и Сава, сите тие се пратени тука и јас мислам дека за сето тоа стои папата за да ги врати ингеренциите на Рим да се назначуват свештеници овде. Рим си дошол со титулата епископ во Бугарија, он веќе ја имал тоа епископ. Климент, де. И што е од папата е таа? Папата или Методи во Моравија? Рома, тоа е Рим. Сигурно царградските свештеници во Преслав или во Плиска не му ја дале. Значи, тој дошол со тоа. Малку Борис тога е во дилема. И, пошто не може да се врзање со договорот со Византија. Овде се византиски свештеници, не може да останат тие тука. Ја носат глаголицата со себе, а овие ја имаат грчкото писмо. И го праќа демек учител во Кутмичевица, во која што влегува, да не речам цела денешна Македонија и дел од Албанија и дел од Грција денеска. Да отвори школи, да создаде учен кадар кој што ќе врши богослужба на тој јазик. Свештениците биле малку луѓе имало учени за да може да ги знаат. Како се носел Климент со тоа римско и Византија, цариградско влијание? Он немал тој проблем. Они биле над верата им била битна и писменост. Иако ќе најдете една теза дека во бугарската престолнина биле приврзаници на кирилицата, он се држал до глаголицата и дека он избегал од таму и отворил овде. Не можеш ти да избегаш и да отвориш школа со глаголица во истата држава каде што е владетел. Значи мора да имаш дозвол од владетелот. Климент и Наум може да ги сметаме како дел од заедничката историја. Македонија е тогаш под бугарска власт,
тие се овде на служба. Значи, Како споделена тоа. како она заеднички или споделена историја, Климент и Наум можеме да ги прифатиме. Па до некаде и богомилското движење. Ама, Кирил и Методи и Самуил не. Самуил отпаднал од бугарската држава, старите бугарски историчари тоа го признават, уште 969 апостасија, отпаднале, пошто умрел Петар, а синовите негови Борис и Роман се во Цариград, нема кој да заземе престолот, овој бил моќен Никола и овие синовите негови моќни, тие си одделиле делот во Македонија, западна Македонија, околу Костур, тука, Лерин, Воден и Охрид, и си формираат посебна држава. И после, во екот на тие борби со Византија и Русија, бугарската држава 971 година е ликвидирана. Ама, оваа Самуиловата продолжува како подврховна власт на Византија. Јован Цимиски, роднина на Самуил. Според некои истражувачи, според други не е. Значи, се до 976 до неговата смрт. 976 година нема потреба ти да креаш востание. Едноставно вазалните односи ти се раскинуваат и ти си самостоен. Ама се освестуваат бугарите, што биле како провинција, веќе од Цимиски од 971 до 976. Тие креват востание. Нема кој да постават начело на тоа востание. Нивните водачи се во Цариград, Борис и Роман. И тогаш тие одлучуваат да ги повикаат комитопулите да го преземат раководството на востанието. И така и тие бугарски територии влего во составот на Самуиловата држава. И сега кога разбрале овие бугарските затвореници во Цариград, Борис и Роман, избегале од затворот да дојдат за да седнат на престол. Борис, кој што имал право да биде цар, бил убиен на границата, бил облечен во грчка облека, убиен. Другиот бил евнух, тој не бил, Роман не бил опасен и се претпоставува дека Самуил го поставил за управник на Скопје. Значи, тоа е сосема нова држава со нов центар, со нова црква. Значи, вие не прифаќате препораката да си стои, како што го нарекува светската историја, бугарско Самуилово значи, бугарско царство. Тоа е еден политоним што Византија уште со првиот договор од 681-та со Бугарија, се што влегува во составот на Бугарија е бугарско. И 927 после војната на Симеон со Грција, се завршува Симеон после смртта, Петар доаѓа на власт, го женат со византијска принцеза, се склучува договор, му признаваат патриаршијата што ја формира Симеон 970-тите, 870-тите години, односно после 893-та, поточно кога доаѓа на власт, и значи се што влегувало тогаш во составот на таа Бугарија, Византија го нарекува бугарско. Таа признала држава Бугарија. Дали се срби, дали се македонци, дали се грци, за нив се што живе тука, тоа тие се бугари. Затоа е Самуиловото бугарско. И затоа секаде они по аналогија ја пишуваат бугарска држава. Нема врска ништо Самуил со Бугарија, престолнината му овде во Македонија. Од денешно време, оваа дистанца, Самуил, не се зборуваат, неговата мајка е ерменка. Другото... Се претпоставува дека е ерменка. А што бил он се? Од оваа дистанца да зборуваме кој што бил е малку... Па, затоа ви реков дека некои викат дека е роднина со Цимиски. Но има и едно гледище дека бил роднина со Василиј I. Ама Василиј I го викаат Василиј Македонецот од македонската лоза. Династија, ама бугароубиецот. Тогаш, тука бугари живееле, ако така веќе зборуваме. Тоа му е наметнато од Јован Цимиски 100 години после неговата. Тоа е за Василиј II се. Да, па зборам од иста лоза, така. Од истата лоза, но некои го поврзуваат Самуил и Василиј дека се по потекло од античките македонци. И двајцата? Да, и дека фактички станува збор за граѓанска војна меѓу нив двајцата после 976 година. Македонецот против македонец. Против македонец. Ама овие македонци биле аристократијата што се иселиле во Тракија и темата Македонија е формирана таму, од кој што потекнува Василиј, а овие простите останале овде, полуписмените, тие се подчиниле на бугарите.
И затоа го нарекол бугароубиец, затоа што тие територии претходно биле во состав на бугарската држава. Јасно ми е. Македонија. Името многу е големо. Некојаш ова територија Румелија, некојаш Пеонија, некојаш И Румелија иде од Римска империја. Римјаните, да, Да, па тоа е турски збор. Па и србите користат Романија. Цар на србите и на ромеите, односно на Романија. Не горната Романија. Како се менувало Македонија како термин во тој период, вие што го... Ние, Византија има една специфична политика, мешање на термините и мешање на народите за да ги држиш под контрола. Евреите ги споменавме, Палестина е имена дадена од римјаните, колку што знам. Да, ама Византија ги остава евреите во Македонија во Солун, кога ги протераа од Шпанија. Од Шпанија, овде ги прифатија. И Турската империја ги прифати, затоа што тие беа златари. Тие носат профит. Тоа е бизнис, и Па да, либерални бизнис. биле за да И на имаат... турчинот му одговараше тие да бидат тук, ама ги имало во Па времето носеле на трговија, носеле ноу-хау денеска. Ама евреи имало во Солун и во времето на Кирил и Методи. Дури има предпоставка дека Ж, што ја имаме, е земена од еврејската азбука. Само таму ја има таа бука. Значи, мешање на термини е На специјалност термини, на... специјалност на Византија. Пази ти, после ликвидирањето на Самуиловата држава, они формираат војно-административни единици во Бугарија, на матичната бугарска држава. Едната се вика Месопотамија, едната е Парастрион, другата е Пардунавон. А овде на овие територии формира тема Бугарија, каде што е баш Самуиловата држава, за да ги измеша емињата и поимите, за да... Ги држи народите. А имаме тракиска тема во Мала Азија. Преселено населението од Тракија. Значи, вака се прави каша попара. Не е случајно. Сите оние што беа од царскиот род на Самуил, женски, машки деца, сите ги однесе во Цариград. Некој ги постави на функции машките. Женските ги омажија таму за нивни видни функционери да ги тргнат од овие територии од овде. А веднаш ќе ви одговорат, Византија се зборувала латински, после тоа грчки. Тоа бил официјалниот јазик. Тоа е, да. А зашто дозволија да се зборува словенски? И кој е тој словенски? Па вие треба да одговорите. Па сега. Зошто? Затоа треба уште многу леп да се изеде и уште многу вода да протече под камениот мост. Може би никој пат нема да се одговори. Професоре, Свети Климент во житие го има две. Теофилакт и... Пространот од Климентово житие има тие неколку Во едно офицерски се споменува легенди, дека од Бугарија, дека и тоа за тоа се држат бугарите, ама не стои од Бугарија, стои Мизија. па мисија нивна. Па не. Вика, На знамето ги има. Тој потекнува, вика, од европските мизици кои што го освоиле Охрид. Кои мизици го освоиле Охрид? Па самите бугари во тоа време не го освоиле Охрид. Значи, тоа е од... Има Зборуваме за една Теофилакт и книга, за Хоматијан. значи, имам еден труд од 1915 печатено во Софија, изданието, бугарскиот синот ја отпечатил книгата и во неа стои дека Климент потекнувал од она словенско кнежество во Македонија што 10 години го управувал Методи. Најверојатно Методи како воен управник. како воен управник. Тоа е под Византија. Дека он го Како византијски како чиновник талент или и го службеник. примил во неговите редови и после го научил во сето тоа. Значи, 1915 они тоа го признале. И после Втората светска војна имало некоја комисија за разграничување за историските прашања. Има, а препораките ги Комисија има. уште тогаш има. Уште тогаш и таму стои дека бугарите се обврзуваат да направат корекции во нивните учебници. Дека Самуиловата држава е одделна држава од бугарската. Чекате, ова нашата комисија не го знаел. Па не знам. Јас ги објавував на Фејсбук. Ако некој ме следел на тоа, ќе ги нашол тие препораки. Ај со ова полека да ги нервираме бугарите. Не ги нервираме, него се обидуваме да биде објективен
печат ставено на целата оваа дискусија со аргументи. Кирил и Методи, мисиите. Брегалничка бил кај Сарацените, бил кај Хазарите. Глаголица и во Моравија. Глаголица и кирилица. Глаголицата е Кирил Методи, кирилицата е од неговите дивните ученици. Грешка. Така учевме. Така сме учеле. Ама се што сме учеле не е така. Стои во житието дека Климент изнашол нови форми на буквите. Сега бугарите го земат тоа за здраво за готов, дека он ја создал кирилицата и по неговиот учење, по неговиот учител ја нарекол За Климент кирилица, за Климент. Но, кога ќе ги споредиме, ако Климент ја изнашол кирилицата, зошто Асемановото Евангелие, напишано во Охрид, во 11 век, е на глаголица? Би требало да е на кирилица, ако тој ја измислил кирилицата. Едно. Друго, тој направил нови форми на буквите, ама на глаголицата. Ги заменува аглестите букви во глаголицата со заоблини, полесни за пишување. Кога земете Башчанската плоча, тамо од Далмација, ја споредите со глаголицата овде од времето на Климент, тие се разликуваат токму по формата на буквите. Имаме аглеста и имаме она заоблена. Кирилицата како таква, некои форми од нив се среќаваат многу рано. Ние во Сирија, во една црква, од времето на Јустинијан, значи 6 век, септември е напишан со кирилски букви. Тоа септември, не септембар. Србите вика тоа е србица. Не е србица. И сите се големи букви, малите букви ги нема. Го имаме речи го кодексот на Теодосије, кој што еден препис негов има каде што 70% од буквите се кирилица. Библијата што ја превел овој Вилфилд или Уилфилд, што го викаат, значи тоа е некаде 342 до 347 година на готски јазик, вика со готско писмо. Бугарин го објави во Виена и покажа факсимил од тоа. Какво готско писмо? Чиста кирилица. Дури има некаде и меки знаци. Она што го има денеска во руското, ето што е, го има и во бугарското. Значи, тука има една заврзлама што сакат бугарите да ја протнат, дека они не викат дека Климент почнал да ја измислува, фактички они викат дека кирилицата Симеон ја направил. Владетелот нивни. А он сега да се подпишува на грчки. Чекај, кирилицата е според грчкото писмо, а глаголицата е измислено, затоа што тогаш не, во словените со црти пишувале. Кирилицата е фактички нешто комбинација меѓу латинското и грчкото писмо. Повеќе личи на латинското него на грчкото. А глаголицата е измислена? Смета дека е измислена ако не е прототип на некое старо писмо. Винчанското, древномакедонското, етруското, има тука грузиско некое влијание, има и некои арапски, според некој што е земено од арапската. Значи, има тука тоа големи мешање на дискусии. цивилизација не е непознато во историјата. Персија како доминантна цивилизација, сите што ја сојувале, ја примале таа како повисока Каде вредност. секој пат се земало тој што е повисоко од тебе, попаметен да не речеме. Така, без разлика што јас освојувам. По тој со Бугарија Додека постоела Византија, сите се тепале да научат грчки јазик, бидејќи грчкиот јазик бил службен во таа држава. И ако го знаеш грчкиот јазик, ќе напредуваш. Денеска тоа со англискиот јазик. Сите се тепат да знаат англиски јазик. Секаде кај што одиш зборуваш англиски јазик, за да се разбереш. Никој нема те разбере ако збориш македонски јазик. Професоре, малку ми пречи да ме нервира кога расправаме многу време назад што биле Кирил и Методи, дали биле словени, дали евреи, дали грци, дали Прво, терминот Тие словени кај нас не е расчистен. Денеска и нивно и потеклото на Кирил и Методи. Еве, они биле византиски службеници. вчера, така. завчера читам изјава Кирил на бил еден- филозоф, професор, а Методи бил војник, да. офицер. Читам изјава на Српската национална телевизија, каде што спикерот изјавува дека Кирил и Методи биле грци од Солун.
Солунските браќа. Ама Грци. Може ли Грк да измисли словенска азбука? Они нивната ја измислуваа со години, 6-7 души ја правеа. Значи, околу потеклото на Кирил и Методи има неколку теории. Едната е дека се одмешан брак. Татко Роме, односно Грк, мајка Словенка. Другата теорија е дека биле Грци по мајка и по татко, ради службената кариера на таткото и така натаму. Третата теорија, бугарите, она словенското, викам, обаче тази се българи. Се што е словенско за нив е бугарско, а од каде бугари кога тие се родиле во Солун, бугарите се тогај северно од Софија. 809 година ја усвоиле Софија, ја разрушиле. Склучен е договор, Сердика, да, 814-30 годишниот мир, значи границата се задржува кај Софија. Значи нема теорија. Има теорија татко им да бил антички македонец, мајка и Словенка, односно Словенка. Тука и за самиот термин Словении, околу потеклото, исто постојат неколку варијанти. Склав. Склавини, склав. Склав. Во римската номенклатура, во римското право, склав е роб. За востанието на Спартак стои востанието на склавите. На робовите, да. На робовите. Бунтот. Значи, откако римјаните освоje оваа територија и прогласија тие муниципиите за слободни, поставија римски легии овде, на кои што им дадоде име македонски, они преземат се што е македонско, дури нивните императори се поистоветуваат со Александар Македонски, прифаќаат дека тие се негови следбеници, дури Јулијан рекол дека и тој по примерот на мајката на Александар и неговата мајка го зачнал од некој змеј. И слави годишнина од смртта негова, дозволува да се носи неговата униформа на тие прослави и капа и се и така натаму. Вика, ние сме наследници на Александар. Целата државна структура во Византија е типично античко-македонска. Затоа, значи... Како да ве разберам сега? Значи, вие тврдите дека... Нема да ме разбереш. Словените не се дојдени тука. Во Македонија не. Во сите Ама извори... вие велите, од тука можеле нагоре. Меѓутоа, историјата вели дека секогаш од ладните доаѓале на потопли предели, од... чека сега едно причини. контрапрашање. Кој ќе ги читате римските писатели, кога зборуваат за готите, германските племиња, тргнале од Балтичкото море, па према денешна Полска, Украина и се спуштиле на Црното море. И после од таму тргнале пак на запад према Панонија и Бугарија, Македонија, Балканот го прекрстаре и срушија Римската империја. Готите. Истата таа маршрута им се припишува на словените. Зошто ги нема кај готите? И за нив велат тргнале од Балтичко море, дека Венецки залив е Балтичкото море. А Венеција каде е? Венето областа каде е? Во сите истории италијански за Венеција стои дека таа е формирана од венетите. А венетите ги викат дека се словени, склави. Па и венетите биле поробени од римјаните. Рим прво бил град држава. Па се шири по Апенинскиот полуостров. И можно и он венетите да ги нарекол склави. Можно е. Тоа треба да се докаже. Значи, и можно и овде. Зошто јас велам дека во Македонија нема насилување на Словени? Може да има со аварите, да дошле некои со готите. Тоа е малку. Византискиот император Константи VII Порфирогенит, кој што е драгоцен извор, кој што пишува за народите, за управувањето, за се таму, пишува за србите од каде дошле, за хрватите, за бугарите. За Македонија кој дојде само ги дава границите на Македонија и дека кога било освоено од Рим поделена на две провинции, кои градови легуваат во првата провинција, кои во втората. Никаде не зборуваат дека македонското население дојдено од некаде. И дека овде живеат Словени, Велегизити, Струмјани, така тие племиња беа. Па стримонците ги имаш и во антиката. Ринхините ги имаш и во антиката. Реката Ринхина е на Апенинскиот полуостров, на ова и на Халкидичкиот. Тоа знаете, дека погрешна историја
те предавале вие професорите, сте пишувале Не, во ние сме Македонија? училе погрешна историја. А тоа нашите ја направиле во имаме времето на теории, да се разбереме. во времето на социјализмот. Ние предаваме сега теории. Значи, не форсирам јас мое гледиште. Јас сум должен да си избереме сите- на студентите мои кога им предавам, да речеме, за Кирил и Методи, јас им ги кажам сите теории за нивното потекло. Факти што ги има. Фактично им. За таа теорија се тие, за таа тие, Сами за таа да си тие. Вие сами заклучат. промозгајте и заклучите која да теорија истражуваат ќе понатаму. Истражувајте. Значи тоа е предизвик. Ајде, тоа е добар пристап и за Па бугарско да, тоа македонска е комисија. методолошки. Да се стават сите тие работи. Ама, идејата наша беше таа комисија, не да преговара со бугари. Ова прашање Кирил и Методи, симпозиум меѓународен, Да ги изложи. викни, руси, украинци, чеси, словаци, од сите држави викни, кој што има да каже за Кирил и Методи. Врз база на тоа, дај предлози. Како да го разберам сега? Кај се тука властите тоа дел? Ние учевме дека они се потомци на античките македонци. Па, има шанса да друга, се, ама- друга теорија има дека се од римјаните. Затоа што јазикот им е латински. Тоа е дел од староседелското. Ама тоа е асимилација како Романија, население. например. Да, асимилација што тие прифатиле латинскиот јазик. Се ставиле во служба на римската власт, најверојатно и тога ја одгледувале стока за римската војска и имаме ние преселба на власти од овде во Романија, ама од Романија во Македонија немаме преселба на власти. Нема. Такво нешто не е регистрирано. Ама Да има се па разбереме. на Јадранско море, па ке задат. Гледа сега, Републиката на Свети Влах, ви имате светец на Дубровник, заштитникот е Свети Влах. Има разлика меѓу влашкото население овде, влашкото население во Јадранот, на Јадран. Таму се подразбирало православни, односно христијански. Христијани. И Србите ги имаме викале разлика овде во времето на српското владење. Влав и арбанасиње категорија зависно население не е етнос. Арбанасите се албанци. Денешните потомците нивни се денешните албанци. Тогаш биле категорија зависно населени овчари биле. Да. И стои во душениот законник. Ако дојде влав или арбанасин да нема право да оцедне на црковниот имот со стоката, ако оцедне да плати потка, казна за испаша на добитокот на црковниот имот. Значи, во душениот законник е тоа влезено. Значи, не станува збор за етнос, него за категорија зависно население. И тука се мешаат работите и многу е тешко да се разграничат. Многу е убаво вака што разговараме сега, макар што повеќе знаеш, толку помалку толку повеќе не знаеш, тоа е Да. и треба повеќе. Сега знам дека ништо не знам, да, нели, кога да. прочитал сите книги и вика сега знам дека ништо не знам. Сега, тој блискоста меѓу ако словените не доше тука, значи многу работи имаат линија со античките македонци. Иако се обидувале да ги прекинуваат. Значи, денешто население тука се и македонци и власи, само што власите избрале друг јазик. Да. Односно им се наметнал. По Не им се служба. наметнал, него го избрале. Да. Како што велите вие, треба да напредувам, добро е да го научам јазикот. Па така е. Во секоја држава треба да го знаеш јазикот. Византија не прави проблем кој ќе стане император и Римската империја. Во Византија посебно, со прифаќањето на христијанството за државна религија, за да станеш ти император, прво треба да бидеш христијан, да бидеш жител на таа држава и да ги почитуваш законите на таа држава. Тие три елементи ако ги исполнуваш и затоа за сите тие стои лав ерменин. Овој е тамока без. Лав без. Овој си е тамока некој си овој си е македонец. Овој си е тамо палеолог од Мала Азија, дојден грк, преселен во Мала Азија на времето, само последната династија во таа Византија е со грчко потекло. Другите ни една. Да, па имат и србите, можеби 20 кои што биле Значи, цареви по потекло тој од Балкан, денешна тоа Србија. влијание, бидејќи Македонија во антиката била голема држава и имаме покорува, ние тогаш немаме грчка држава, имаме градови полиси. Атина, Теба, Спарта, тоа се одделни градови. Александар ги обедини за да војуваат против Персија. Да. Тие го призна некој кога го нарекол варварско дете. И
Он зборува со фалангата на македонски јазик, а со другите зборува на грчки. Да правиме една друга линија на поврзување. Значи- Знаете ли дека грците ги нарекувале сите што биле инакви варвари? Варвари. Знаете ли дека властите исти термин користат во нивниот јазик и за македонците и за бугарите? Вргар, вика. Печурка. Гав. Вргар, да, добро се за. Значи има некои Па има некои такви. Добро е вака да зборуваме историјата со факти, а не да се Значи, убиваме со ние зборови. настојуваме, погрешно нас не А толкувате. секоја држава си прави свој расказ, битови. Ние сме должни на студентите да им ги посочиме сите гледишта што постојат, што е и се научно, достапни, демократски. па тој е нека истражува, бидејќи тоа е студирање. Да го користат критички. Што има ја да му објаснам на него битката како се водела. Јас дури како професор повеќе сум склон кон социјалната историја. Повеќе сакам да ги научам да видат од што живееле луѓето. А економија, обичаи, Да, традиција. што занаети. што работеле, што јаделе, Што произведувале. Да, што произведувале, како што плаќале Ама од даноци. денешен аспект тоа е и суштината. Па суштината на историјата е тоа, поуката од минатото за да не ги повториш грешките во иднината. И војните зашто се водат? Заради Е, па- економија, заради па за и економија, денеска што зашто се е? случува? Па економија. Дежурен полицаец. Ти текнало, овој ќе прави атомско оружје, ја ќе го нападнам. Онај Ормудски залив Да. беше слободен, американците извршија инвазија, се затвори заливот и сега го уцинуваат Се двојни блокади има. И овие двојни блокираат. и тие, и вика, ослободи го и така натаму ќе склучи мир, ако ти се обврз дека нема да правиш нуклеарно Се е оружје. Па бизнес. дај ти униши го твоето нуклеарно оружје. Зошто ти не го унишиш твоето нуклеарно оружје? Ама тоа посилниот. Тргни се тука, што бараш тука, тоа не е твоја територија. Посилниот е секојаш управо, така. Посилниот те тепа, а ти му се извинуваш затоа што те тепа. Така е историјата било. И ние сме така. Грците не негират, бугарите не негират, србите, а ние се клањаме и се извинуваме. Професоре, да завршиме со ова. Зошто Византијата не е толку атрактивна во светската филмографија, модерна култура, таа мека моќ? Филмови колку сакаш Холивуд има направено. Тоа случајно е ради енциклопедија Британика, заради западни погледи. Има голем отпор на Знаете зошто ја западните- прашувам? Затоа што е долговековната империја. Да. Русите се бават со нешто на свој начин. Има неколку Јас филмови од ретко- русите. Ретко Холивуд за Грција има филмови направено, за Александар Македонски има направено, за Рим колку сакаш, за Византија, а имало таму истории, имало интересни до сега кажавте. Радишизмата, Ради овие стана папата, ортодоксни, заради папата. а овие католици. И затоа неќат за овие да прават филмови. Крстоносните војни што се водеа на исток и за крстоносните војни малку има и документарци. Има по некои, гледам подворно на време. Има и лош агол тамо што Па да, што тие колку биле крстоносци И крволошни арапите колку биле, да. како ги опишуваат и така натаму, фактички има една одбојност кон тоа. Се што иде од православните е лошо, ние ќе си А всушност и лош термин е Византиолог, тоа е Рим. Византија е Да се област разбереме, до Цариград, тука до... Тоа е едно античко градче Византион. И тоа е наметнато, Византион. оти тоа е источна римска... Додека постоела таа империја, никој пат не се нарекувала Византија. Никогаш. Таа е источна римска империја. Дури во 16 век германците ја крстија Византија. по тоа место. По тоа место за да се разликува средновековната римска историја од античката римска историја. Кој ќе се рече Византија, се мисли на христијанската држава, источна римска империја христијанската, да не се меша со римската, и они вика тоа е Византија. И тоа е византологија. Фактички тоа е источна римска империја. Италијаните не признаваат Византија. Италијаните не... Затоа не знаеме каква Византија, тоа е римска империја. Сте римолог, не византиолог. Да. Професор Александар Атанасовски, ви благодарам многу на овој разговор. Мислам дека... со идеја нешто друго да зборувам испадна сосема. Ама ја расширивме малку добро историски аспект да им дадеме. Јас мислам дека и за младите ова е многу интересно, затоа што на поинаков начин го кажувате како факти, како расказ. Не треба да бегаат од историјата. Кој ќе правам убед со нив, кај нас историјата се лошо предава во основно и во средно образование. Тамо е шаблон, некој напишал учебник и ти се држиш до учебникот. Тој креативен поглед и аспект што го тој не постои во... Па ретко кога има некој
исклучуци наставници кога ги тераат учениците да размислуваат, им И да даваат разговараат, теми да. за размислување, да пишуваат проекти, да прават, да слики да лепат, да наоѓат, еве, внука ми во пето одделение вика, дај ми, вика, слики од македонската фаланга и од Александар како изгледал. И прави проект за граѓанско општество. Не ни историја од граѓанско општество, како изгледале војниците во времето на Александар, како изгледала фаланга. Малку Тоа е за покреативен поздравување. Значи, дај му на детето можност, сега барем на интернет има И да истражува. и да истражува. Тие енциклопедии, А не да му се рече баталите, тоа е така и никако крај, нема, јас си сум учел и во комунизмот не ми велеле тоа е така и така. Имав професор Степан Антолјак, Хрват од Босна, роден во Босна, ама за време на Втората светска војна останал пасивен, не се вклучил во партизаните, он си учел, си пишувал, наука. После Втора светска војна имале сомнеш да не соработувал со НДХ, со Павелич, со едно со друго, не го задржуваат горе, го праќат во Македонија како показна. И благодарение на него овде е формирани филозофскиот факултет и нашата академија. Повеќето професори овде кај него докторира. И што и велеше дека? Он Уште викаше, тогаш. историјата не признава авторитети. Значи, нема, ова е Антолјак, нема да го негираш. Треба да се сомневаш секојаш да истражуваш. Секој пат биди сомничав, ништо не прифаќа здраво за готово. Секој пат вели, што ако не е така? И тргни по тоа да докажеш дека не е така. Значи, решението може да дојде. И јас тоа го практикувам. Јас сум најсомничавиот човек, можеби, во Македонија. Јас се во се сомневам. Јас сакам да истражувам. Затоа и наука, Дали е науката тоа се сомнева така? и во тоа што е откриено еднаш и Така науката се развива. Не можеш ти него да го ставиш во колосек, ова е возот, оди тука и готово пишувај така. догма, тоа е веќе религиозно. Имаше насочување, да речеме, сакав јас да работам нешто друго и ми рекоа, слушај, склавиниите се обработени. Антолјак Панов пишувале за склавиниите. Банко Панов. Самуиловата држава, Антолјак има книга Самуилова држава, објавено. Нема потреба. Да. Богомилството исто разработено, нема потреба. 11 и 12 век беа разработени, вика 13 и 14 век не е разработено, тоа ќе го работиш. Па има и тука, Значи тука имаше насочување сите периоди да не бидат покриени. има корисна логика и И тоа. тоа е, сега гледам дека тоа било корисно. Да не останат празни. Да не останат празнени, да се Тоа е покри исто како целата во здравство. здравствена- Сите сакаат кардиолози, ама треба анестезиолог треба Па некој. треба и анестезиолог, треба и некој да сече нозе, да прави колкови, да прави колена. Професоре, да прави... се плашите од вештка интелигенција сега ќе замени, ќе помогне на историјата тоа или Не. Тоа може да ја закопа историјата, пошто таа вештачка интелигенција може да се злоупотреби. Како? Еве, имав случај, ќе ви кажам, веќе сте ги искусиле да лошо зет искуство. ми ја прашува вештачката интелигенција кој е професорот Александар Атанасовски. И од таму некој ми ја чита мојата биографија, ама ми нашол некоја постара биографија, најверојатно кој сум конкурирал за доцент Во датотеката нека. во датотеката и таа ми ја презентира. Другите податоци ги нема. Што може да биде ова, може би ова сега што не дават да се вработи, никој иде кон тоа да не замена со вештачка интелигенција. Професорите? Па да, ќе најдат некој и ќе земе ChatGPT ќе им предава Па не, моите предавања ќе ги сними некој спикер. Ти ќе ги читаш моите предавања и студентите ќе си седат дома, ќе се уклучат на вештачка интелигенција и оттаму ќе им ги Ќе продуцира учат и ќе разговарат предавања. со машина, со Машината ќе им предава. Ама овој- И ќе им подготви прашања, ти ќе ги подготвиш, ќе ги пуштиш на вештачка интелигенција, они ќе ги решават и така ќе ги оценуваш. Ај, Гледаше како прочека Вучич во Кина. роботите, да. Роботите му играат моравац. А ние уште со лепи сол треба робот да носи лепи сол, ако сакаме да се прилагодиме. Значи, се е можно, ма да јас тука ја гледам опасноста. Навистина вештачката интелигенција Помага. помага, дава идеи. Еве, имав јас се обидов. Олеснува истражување. Еве, да. ми треба насловна страница за една книга, преведена од руски, Геопоники. Аха. Значи, повеќе книги се соберени во една во времето на Константин Порфирогенит,
20 книги се фактички по тогашен поим, книгата е 14 страни, не во денешен на смисла, една книга е толку максимум до 14 страници. Знаете кои варијанти ми ги извади? Ја бев одушевен. Значи, олестува, помага И се. најверојатно Не треба да ќе доминира. прифатам Да биде сугестија од вештачката интелигенција како да изгледа насловната страница. Ви благодарам, професор Александар Атанасовски. Благодарам и на вас. Ова беше Стадион. Се слушаме и гледаме наредната сабота. Стадион, емисија за вашата вистина.